Почнуваме сега со студискиот дел. Веќе до мене е професорката Неда Здравова. Јас ви благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме за оваа битна тема за во македонското општество. Ви благодарам и вам на поканата. Актуелна е темата за измените на Законот за високо образование. Од она што можев да го најдам додека се подготвував за разговорот, освен начинот на финансирање на високообразовните установи, зајакнување на критериумите за напредување во звањата на факултетите, промената на студиските програми, квалитетот на високото образование и научно-истражувачката дејност е сферите каде што би претрпеле промени. Меѓутоа, фелата ми се чини дека најмногу има реакции за вршењето контрола врз факултетите, врз професорите. Од каде да се почне сега? Кога треба да се направи нешто ново, се прави на подобро. Зошто толку реакции? Треба, убаво прашавте од каде да се почне и треба да се почне од почеток. Треба да се почне од... Вие сте човек од фелата, може да ми кажете што најмногу боли во овие измени? Најмногу боли во овие измени што не се обрнува внимание, знаете, на високото образование, не се гледа како на еден составен дел од совкупниот образовен процес. И сега ние се обидуваме да ја реновираме куќата од покривот, без да зборуваме за тоа какви се темелите и каков е... Дали ќе издржи? Каков е катот. Така што високото образование може и мора да се гледа само како составен дел на сите видови на образование кои што постојат во кај нас и кои што се нудат кај нас, вклучително и истражувањето. Значи, оно што сега Министерството за образование излегува со и наука, излегува со еден предлог. Сегашното решение е дека постои Законот за високото образование и Законот за научно-истражувачката дејност. Сега се нуди пакетот овој момент два, Законот за високото образование и Законот за квалитет во високото образование, каде што една цела глава од постојниот Закон за високо образование се издвојува како посебен закон и допрва го чекаме Законот за научно-истражувачката дејност. Она за што најмногу се зборува во последно време, вие добро забележавте, се критериумите за избор во звање. Меѓутоа, критериумите за избор во звање се 3 члена во законот, а се друго е она за што многу помалку во високото, општо во јавноста и во јавниот дискурс се обрнува внимание. Никако целокупниот фокус е насочен само на тоа. Не дека ова не е важно прашање, но има и многу поважни прашања кога станува збор за статусот на високото образование. Едно од прашањата кои што вие ги начнавте е прашањето, знаете, до каде оди државата во уредување на високото образование, а до каде оди она што се вели автономија на универзитетите, која не постои како некаков апстрактен поим, како сама за себе, туку има една цел. А целта е малку повисока од тоа само да спреми кадри за пазарот на трудот. Целта е сепак да обезбеди едни услови за студентите и академскиот кадар да може како треба да го сведам, да размислуваат без и да се изразуваат без да размислуваат за тоа дали од тоа ќе им зависи платата или дали од тоа ќе им зависи дипломирањето. Сепак високото образование има една многу повисока општествена цел, а тоа е да создава, да развива и да негува критичка мисла. Таа критичка мисла не секогаш... Да, таа критичка мисла историјата покажува дека не секогаш годи на властите, не само кај нас, секаде во светот, и од тука се наметнува некако потребата тоа да се стави во некоја рамка, да се насочи, да се регулира до детали, не баре високото образование се случува тамо негде некому и не баре оние кои што се во високото образование не знаат што е добро или што е подобро. И токму на ова се темелат забелешките на независниот академски синдикат, кој што во оваа насока дискутира дека овој закон оди во пререгулирање на одредени области и во споставување на
системи кои што се повеќе систем на мешање во работата на високообразовните установи, отколку никаков надзор над работата над високите образовани. Па еве на пример, чим толку ги знаете убаво да видиме кои се тие членови, кои се тие делови од законот чисто ги затегнува оние односи кои што слободноумните. На пример, тоа какви се надлежностите се намалуваат надлежностите на Националниот совет визави надлежностите на Министерството. Националниот совет е едно тело кое што е избрано од собранието и треба да служи како главна водилка за тоа каков треба понатаму да се развива високото образование и некои ингеренции се пренесуваат на Министерството за образование. Ако досега во сегашниот закон, на пример, стои дека има една прилично сложена постапка за престанок на високообразовна установа или единица во рамките на високообразовна установа, таа постапка сега е симплифицирана до таа мерка што и таа почнува внатре во сегашниот закон, внатре од универзитетите кои што треба да оценат, треба да излезат со соодветен предлог, треба да дадат вклучително и предлог како тоа би можело да престане, да продолжи да постои во некаква форма. Сега тоа се сведува на оценка на министерот за образование, дали треба или не треба да постои, да даде предлог до владата со консултации со високообразовната установа. И кон што тоа може да води. Дали ќе му се допадне или нема да му се допадне на министерот? Например, тоа е, например, половина оценка. Може би и поголем дел од оценката, или, например, вие имате струки кои што се, или насоки во високото образование, чие што пазарна вредност, ако треба така некако да ги изразуваме работите, нема никое особено значење, не се бара тој кадар на пазарот на трудот, но негувањето на тие дисциплини е особено важно за нивото на развојот на едно општество. Например, ги имате класичните студии. Знаете, кого денеска на пазарот на трудот го интересираат луѓе кои, или колкумина се, кои што знаат старогрчки, латински, се занимаваат со старите култури и слично. Интересно е за пазарот на трудот? Не воопшто. Да. Има многу интерес кај студентите? Не воопшто. Треба да постои, апсолутно треба да постои. Или ако тргнете обратно. Да, зашто би се укинало? Например, јас не велам дека некој министер тоа би го укинал, но ваквата една одредба во која што не е јасно кога, како, зошто и од кои причини тоа би можело да го предложи министерот, на некој министер можеби така ќе му даде еден малку поширок простор за размислување дека државата и не треба да ги финансира тие студии, или ако ние тргнеме од интересот за тоа колку постои интерес за наставните, да речеме, насоки на природно-математичкиот факултет, или пак колку постои интерес за студирање македонски јазик и литература и слично. Ако тргнеме од прашањето на интересот, тогаш затоа велам дека работите не се црно-бели, и меѓутоа во овој закон не е јасно сосема кои ќе бидат, на пример, еве за ова критериумите. Понатаму законот од една страна зборува за некоја финансиска автономија и одлучување на универзитетите за тоа како ќе се распределуваат средствата. Од друга страна имате вие 3 или 4 членови кои што меѓусебно се и контрадикторни кога станува збор за тоа како треба тие средства да се распределуваат и за што да се насочуваат. Например, се вели дека буџетите на високообразовните установи задолжително треба да содржат една развојна компонента, при што никаде не става обврска на Министерството за финансии да ја обезбеди таа развојна компонента, ама треба да има таква развојна компонента која што сега ќе се прашуваме од каде тие средства ќе се добијат. Така што колку и да е важна оваа дискусија, и е важна за критериумите за напредување во звање и кој ќе биде професор
истражувач во високообразовните и во научните установи, толку или уште повеќе се битни и едни други прашања на условите во кои што функционира високото образование и науката, прашањата за тоа како се финансира високото образование и науката, колку се користат и постојните механизми за контрола на квалитетот во различните високообразовни установи, што јавни, што приватно јавни, што сосем приватни и слично. Што конкретно треба да се промени од стариот закон за да функционира нештово? Па не гледам, Може ли ти не гледам како да ви кажам некакви особени причини за нешто драстично да се менува во постојниот закон. Кога зборуваме за стариот закон, ние зборуваме за закон кој што е во имплементација не цели 8 години. Да. Ние не зборуваме за законско решение кое што е старо 30-40 години, па се одигнаш се применува како што треба? Или се уште е во вод? Не се применува целосно однака како што е предвидено во законот, иако на пример дел од значајните институции кои што се воспоставуваат со тој закон, кои се однесуваат токму на политиките на високото образование и контролата на квалитетот, се воспоставија со задоцнување, ефектите, нивните ингеренции се уште не се јасно назначени. До сега требаше да има неколку евалуации надворешни на високото образование кои што така некако не се случија. Значи во овој дел на обезбедувањето на квалитет не дека не постои механизам во моментот кој што Министерството, владата, собранието како основач на крајот на криштата на јавните високообразовни установи не можат да ги искористат, напротив постојат. И сега менуваме нешто кое што функционира со желба и потреба да биде подобро, при што во ниеден момент не се кажува како тоа подобро ќе се обезбеди. Знаете, една е работа вие да барате од научно-истражувачкиот кадар да исполнува определени услови и тоа е сосема во ред. Да. Но прашањето е какви услови создавате вие за научно-истражувачкиот кадар и високообразовниот кадар, заради тоа што вие не можете да поистоветувате научно истражување со вршење на високообразовна дејност, иако ние во високото образование де факто и истражуваме и вршиме високообразовна дејност. Вие не можете да ги поистоветувате тие работи, но еве на пример се бара од овој закон поставува услови, не дека законските услови кои што постојат сега се ниски, да се разбираме. Поставува некакви услови да се објавува во часописи со фактор на влијание или така наречен импакт фактор и да се обезбеди така наречен H индекс или тоа индекс на видливост и цитираност. До огромен дел, до значаен дел од тие списанија во кои што се бара истражувачите да од Македонија да објавуваат, воопшто немаат пристап. Знаете, вие од мене очекувате да објавам во списание во кое што не можам ни сопствениот труд да го прочитам од кога ќе излезе во тоа списание, заради тоа што предплатите на тие списанија многу чисто се многу високи. Таква предплата не е обезбедена, не за сите. Обезбеден е пристап до така наречениот Web of Science, меѓутоа и тука немате пристап до сите списанија кои што се во него, до целосно трудовите, немате до најновите трудови и слично. За да го зголемите како научник сопствениот индекс на видливост, треба некој да ве цитира. За некој да ве цитира, треба да ве види. За да ве види, најчесто еден од механизмите кои што се користат за зголемување на видливоста е трудот кој што ќе го објавите да биде со така наречен отворен пристап, заради тоа што има и други научници кои што не им се обезбедени условите како на Харвард, Јейл, не знам, Оксфорд и слично, оние кои што се многу високо на шангајската листа. Објавување на еден труд со отворен пристап чини помеѓу 2 до 3.000 евра во зависност од тоа во какво списание објавувате. Кој ќе ги обезбеди тие средства? И за тоа нема државата обезбедено ништо? Или?
Вака, во овој момент за да расчистиме некои работи, во овој момент она што е обезбедено пристап до ограничен повторно до Web of Science, обезбедени се платите и тековните трошоци за функционирање на високообразовните установи, значи струја, вода, не знам, парно грење и слично. Државата исто така обезбеди ова лето после многу години средства за научно-истражувачки проекти во голем дел од установите, па сега уште чекаме тие средства да може да ги реализираме, заради тоа што имаше некакви префрлања во текот на месец декември од сметки на сметки, зашто не бевме како истражувачи известени, така што ако сакате да добиете врвна наука, треба да имате и врвно вложување во науката. Ние сме држава и кој ќе биде стимулот тогаш лично на вас и на вашите колеги тоа да го прави, доколку треба сами да се финансирате? Не знам. Не знам што се очекува од нас. За вие да стигнете до нешто што е пристојна плата за некој кој вложил децении во својот професионален развој, во високото образование ви требаат до магистрирате негде на околу 23 години, да речеме, во најдобар случај докторирате за 5 години после тоа, ама ова зборуваме кога работите ќе тргнат онака како што во идеална некоја патека, и после за тоа да стигнете до редовен професор ви се потребни уште 10 на 11 години најмалку. Правиме муабет дека најрано се станува редовен професор некаде на 40 и да сте првенец. 40 години, и тоа работите, како ви кажам, со ништо друго да не се занимавате во животот, да го ставите животот на... Особено со овие услови сега, кои што се бараат, да си го закачите остатокот од животот така на некоја закачалка и само со тоа да се занимавате и да сватите дека на 40 години вашите врсници кои што се занимаваат на пример со бизнис, кои што се занимаваат со нешто друго, имаат повисока плата од вашата. При тоа и живот им се случувал. Така што навистина се поставува прашањето со овие, ако е тоа прашањето за критериумите за тоа кој предава на факултетите, ако сега е прашање кој предава, ќе биде дотолку повеќе прашање кој ќе предава за 10 години, заради тоа што со вака поставени критериуми навистина се дестимулира најдобрите студенти да останат во високото образование, заради тоа што станува збор за едни критериуми кои што се во вакви услови на функционирање, во вакви услови на одвојување на финансии во високото образование се би рекла исклучително тешки за, можеби не невозможни, меѓутоа исклучително тешки за Ако не можеме сами да го направиме системот, што се случува во соседството, не можеме да го прекопираме? Како е, например, во Србија, во Албанија, во Хрватска, не одиме далеко? Јас не знам зошто зборуваме дека нема систем во високото образование. Во високото образование има систем во последните, како ви кажам, од која самостојна држава вака не, систем за напредок на ова што го зборуваме сега. Па постои системот за напредок и во овој момент, не се критериумите секој што ќе чукне на врата на факултет и каже јас сакам да бидам професор, да му речат бујрум. Да, меѓутоа за оваа дестимулација што зборувате, дека постојат системи каде што најмногу секако се вреднува објавувањето во часописи со фактор на влијание, што е жилба и тенденција на секој научник унаму каде што е податна областа. Вие не можете во секоја област, затоа што едноставно има работи, јас сум правник во областа на правото, од држава и се знае каде треба да се објави. Има 90 вкупно часописи со фактор на влијание, со така наречениот импакт фактор во целиот свет. Дека ќе ги интересира правниот систем во нашата држава, се сомневам дека баш ќе ги интересира за тоа, за да се објави тама, но не се да претпоставиме и дека ќе некого и ќе заинтересира во некоја специфична област. Постојат, се разбира, различни квалификативи за тоа за која
област станува збор, односно за кое научно подрачје или уметност станува збор, за тоа што значи објавување во часописи кои што се повисоко рангирани, што значи објавување во часописи кои што се пониско рангирани и колку такви труда треба да имате. Например, едно интересно едно решение во Словенија, задолжително морате да имате 2 труда објавени на словенечки јазик. Вака како што се поставени во предлог законот критериумите, она што се случува е практично е дека се дестимулира целосно објавување на македонски јазик, бидејќи оние списанија кои што или не само што има обврска вие да објавувате во часописи со фактор на влијание или високо рангирани, такви часописи кај нас нема. Значи има кои што се во соодветни бази во одредени области, но нема во секоја од областите. Од тука не можеме да зборуваме за знаете што сакаме да постигнеме. Ќе дозволите, имам впечаток дека кога се зборува за високото образование во овој момент, дека ништо не чини во високото образование. Знаете, од страна вака погледнато, таков еден впечаток се стекнува, дека не ги бива наставниците, дека не ги бива магистрантите, не ги бива докторантите, дека така, еден, како ви кажам, пазар на кој што секој може да дојде и да влезе и да излезе кога сака. При што она што за мене е поразително е што такви некакви изјави доаѓаат од луѓе кои што учествувале или учествуваат во системот на високото образование. Не е валјда дека сме дотаму дојдени, никој никому да не верува дека она што како кадар се произведува во македонскиот високообразовен систем за ништо не го бива. Практиката го покажува спротивното. Кои се тогаш проблемите кои што треба да се решат? Не ве прашувам како политичар. Министерката вели неопходни се новини бидејќи сегашниот закон за високо образование од 2018 година создаде повеќе проблеми отколку што реши. Не знам кои се проблемите кои што законот за високо образование од 2018 што сака да се постигне тогаш? Не знам. Со овие значи не знам, навистина не знам да ви одговорам на прашањето и мене не ми е срам да ви кажам дека не знам. Пак ќе повторам, не ве прашам како политичарка, ве прашам како професорка која што се соочува со проблеми во своето работење. Кои се проблемите? Не можам да ви одговорам како политичар бидејќи да не ме сметате погрешно за тоа го потенцирам. Сите ние на одреден начин со политиката на високото образование се занимаваме и треба да се занимаваме, прашање. Не знам кои се проблемите кои што министерката ги идентификува. Ако проблемот е тоа што на пример македонските универзитети се ниско на шангајската листа на квалитетот на високо образование, јас искрено го поставам прашањето дали треба да појдеме од тоа кои се критериумите за избор или кои се критериумите за основање и финансирање на високообразовните установи. Например, во регионот највисоко на шангајската листа е Белградскиот универзитет. Белградскиот универзитет има, само на Белградскиот универзитет има повеќе вработени како академски кадар отколку што има на сите универзитети во Македонија. Некаде околу 5000 се во Македонија, на сите универзитети има вработено некаде околу 4000. И ќе речеме дека е поголема држава и повеќе луѓе и странци повеќе што студираат таму, па на пример им треба да некакво алиби, меѓутоа условите таму и тука? Па се издвојува за финансирање на високото образование и науката значајно повеќе отколку што се издвојува кај нас. На колегите не на Белградскиот, на Нишкиот универзитет платите се значително повисоки од платите кои што ги имаат наставниците на јавните високообразовни установи во Македонија. Ако и платата е некаков дека мојата плата е доволно висока за да си финансирам учество на конференции, набавка на литература и слично како средства за работа, за да можам за мој јас сум се одлучила да бидам ова што сум заради тоа што го сакам да го работам ова и мене
како би било убаво кога условите за работа би ми биле во целост обезбедени од државата, не ми се и самостојно сите ние инвестираме и во патувања, и во конференции, и во... А половина живот сте го дале за да бидете ова што сте? Да. И тоа е еден вид на жртва, како да... Со тоа што знаете како, кај нас се заборава една работа. Се заборава работата дека она што излегува, така да речам, од високото образование како квалитетна кадар подготвен за, иако пак ќе кажам, не е наша примерна задача да и единствена задача да подготвуваме кадар за пазарот на трудот, тоа е премногу трансакцијски така ориентирано. Она што од кај нас излегува во голема мерка зависи од тоа она што кај нас влегува. Каков е квалитетот на основното образование, каков е квалитетот на средното образование. Колку кога ќе дојде некој како студентка, како студент е подготвен да учи, подготвен да се образува, заинтересиран за тоа, научен да учи, затоа што се и тоа посебни, колкаво му е вниманието, концентрацијата, колку е нивото на општа култура која што забележуваме во последните години паѓа и слично. Така што навистина станува збор за еден комплексен процес на тоа кои се, што всушност, знаете, ние не слушнавме сега, што е тоа што толку многу не чини во високото образование, па мора подитно да се промени и како тоа ќе се промени со предложените законски решенија. Нема нити слушнавме, нити прочитавме некакви подетални образложенија за тоа како предложените измени ќе доведат до унапредување на квалитетот на високото образование, повеќе од овие механизми кои што сега постојат, а кои што прашање е колку се имплементираат, а кои се во рацете на извршната власт. Ги спомнавте критериумите за некаков академски напредок како мотивација за научниците. Може да ни кажете, рекзите дека се поставени на нереално високо ниво. Што значи тоа? Колку нереално? Вие за да... Кои се критериумите сега и она со измените? Вака, и сега се бара да бидат објавени во релевантни научно-истражувачки списанија, при што релевантност е определува... Бројка има колку? 1, 2, 3, 5? Има, секако дека има. Трудови. И сега постојат бројки во предложеното решение. Колку повеќе сега треба? Постојат. Не е прашањето на тоа колку повеќе во бројка како трудови требаат, туку прашањето е каде се очекува тие трудови да се објават. И колку ќе бидат видливи. И колку ќе бидат видливи. Два кумулативни услови се бараат, така наречен H-индекс, индекс на цитираност и објавување во овие списанија со импакт фактор. Не тоа значи дека се објавени во списанија во кои што на комерцијални некои бази се високо поставени. Значи фактот што е, вака ќе кажам за пошироката јавност. Фактот што дури и овие самите бази кои што се кои што зборуваат за себе, велат дека индексацијата или тој високиот фактор, да речеме, на списанието не значи сам по себе квалитет на трудот. И толку. Дали на вистина вие за да објавите во некои научни списанија ви се потребни, е потребно да имате исклучително добар труд? Да, потребно е да имате исклучително добар труд. За да стигнете до исклучително добар труд, вас ви требаат ресурси. Вие не можете одеднаш вака да го измислите, да ви текне. Ако објавувате, не знам, во областа на природните науки, треба да направите истражување, за да го конкретно, експериментално, например, истражување. Да, се тоа се ресурси. За тоа ви требаат некакви реагенси. Јас сега зборувам, не знам што се треба. За да објавите во медицината, веројатно ви требаат XYZ пациенти кои што имаат истата болест, па на кои што вие повторно сега ќе им земете крв, ќе им направите снимање, не знам како се прават трудови во област на медицината. За да објавите во правото, ви треба да споредите различни правни системи, да имате пристап до информации, да имате пристап
до судската практика, да имате пристап до коментарите на тие соодветни закони, значи вам ви требаат еден куп ресурси за тоа да го направите. И ви треба време како ресурс за тоа да го направите. Оно што сегашниот закон практично бара е еден ваков труд годишно да се објавува, а постапката од моментот кога ќе дадете труд за објавување додека се објави може да трае 1 до 2 години. Добро, законот до душа вели дека треба да е прифатен за објавување, ама постапката за да ви го прифатат трудот за објавување трае. И сега постојат часописи во кои што ние објавуваме, кои што подлежат во голема мерка на строги критериуми на објавување. Никој ќе го прочита тој труд, ќе ви даде забелешки, ќе ви го врати трудот, ќе ви кажа ова не сте го обработила онака како што треба и слично. Така што ова се само некои од точките за кои што зборуваме. Конечно, фактот дека некој е добар истражувач не значи дека ќе биде добар наставник и дека тоа што го истражил знае да го пренесе на помладите колишки и колеги, но тука се прави еден знак на равенство. Конечно. Ако ја земеме како една од земјите членки на Европска унија со која што имаме слична, ајде да кажеме, ако ништо друго, за споделена историја во одредена мерка е Хрватска. Хрватска е земја која што има двојно повеќе жители од нас, но која што има само 4 државни универзитети. Јас не знам веќе колку стана на број државните универзитети кај нас, во која што има многу малку приватни универзитети или високи школи најчесто, така што и во која што се издвојуваат многу повеќе средства за високо образование и за наука од тоа што се издвојува кај нас. Не велам дека ние како наставници, како истражувачи не треба да го понесеме својот дел од товарот на оваа општествено важна улога која што ја играме. Не само што треба, туку и сакаме да го направиме тоа. Затоа и го работиме тоа. Меѓутоа, не може, знаете, да се каже дека постојано да се критикува, дека нешто не е соодветно, без да се даваат нови модели. Да се даваат нови модели кои што не се докрај образложени зошто, и без тоа на соодветен начин да се подкрепи, да се создадат услови, сето тоа да се реализира. Научната фела, почнуваме од вас, не може некако да се истакне кај властите, не зборам за оваа, за било кој, дека не може секој нов министер да прави своја програма и своји измени во законот, дека тоа не оди. Колку пати тоа е потенцирано? Не знам, стотици веројатно пати, ама како ви кажам... Која е потребата да се менува нешто што го имало предходниот, а не да се усовршува и да се подобрува? Тоа ќе мора да ги прашате во министерството, сепак не знам која е потребата, не можам да ја разберам потребата. А каква е потребата од друга страна да имаме подобро образование? Огромна е потребата да имаме подобро образование, меѓутоа повторно ќе кажам во сите системи. Исто како што е огромна потребата да имаме подобар здравствен систем, да имаме подобар систем на добро владење, да имаме подобар систем за спречување на корупција, подобар систем за заштита од насилство во семејството и родово базирано насилство, како на пример побезбедни улици. Ние имаме многу потреби во ова општество, но некако стекнувам впечаток дека секогаш кога не можеме да ги лоцираме работите, некако удираме по образованието. Од прилика кога не можеш по магарето, удри по самарот и веќе поприлично удари добиваме, не заради друго, заради сликата во јавноста која што се создава на вистина дека наставниците кои што предаваат се таму заради вакви онакви не знам какви врски, дека не си го заслужуваат лебот што го јадат, дека бадијалџат, дека ништо не работат, дека не создаваат никаква вредност, дека се само на товар на буџетот и на деловниот сектор кој што нели го полни буџетот и слично. Бидејќи како тргаат реформите во високото образование,
тоа е она што вие може да го прочитате во коментарите секогаш кога некој политичар ќе изјави ова треба да се зајакне, она треба да се зајакне, овие критериуми не се доволно високи, ние не сме доволно високо на оваа или на онаа листа, не сме доволно високо на оваа или на онаа листа ни по квалитетот на здравството, ни по критериумите за добро владење, ни по критериумите за човекови права. И тамо ние сме многу високо на ниско сме, не сме да многу не речам високи. на Ниско слобода на медиумите и слично, ниско сме и на тие листи. И наместо работите, како ви кажам, ние да гледаме што можеме повеќе да вложиме во високото образование, што можеме повеќе да направиме и за создавање на услови за развој на високото образование, најлесно јавното мислење и дискурсот се шифта не ги бива професорите. Да го заокружиме овој разговор. Што мислите дека ќе прифати власта, министерката да не помине од овие забелешки што ги имате како фела? Што е клучно, што не треба да помине од овие измени? Вака како што е поставен законот, цел не треба да помине. Значи, сериозно Министерството треба да отвори една многу поширока дебата за тоа каде сме и каде сакаме да одиме. И законот да го димензионира според тоа каде сакаме да одиме и колку државата е подготвена да издвои за високото образование и науката за да стигнеме до тамо. Создадете ги условите за високо образование и наука како што ги барате од академската заедница, создадете пандан на тие, значи високи критериуми, нема проблем. Висок степен на високо финансирање на високото образование, висок пристап до ресурси или непречен пристап до ресурси, обезбедени услови за работа и за функционирање во високото образование на сите државни универзитети подеднакво, тогаш ќе зборуваме, тогаш и можеме, знаете, тогаш ќе зборуваме и за критериуми, и за број на студенти, и за оптовареност на наставници, и за број на часови кои што треба да се држат и дали треба да бидат вакви или треба да бидат онакви наставните програми и во која мерка треба да одговараат на пазарот на трудот, а во која мерка треба да одговараат на некакви повисоки општествени цели и кој е оној на крајот на криштата кој што го цени дали колку тоа одговара. Меѓутоа, ајде да видиме каде сме и да видиме каде сакаме да одиме и колку државата е подготвена да издвои како средства за да стигнеме таму кај што сакаме да отидеме. Само за крај, каков кадар излегува од високообразовните институции? Какви студенти? Како влегува или каков излегува? Па излегува онаков каков што влегол од прилика. Јас ќе ви одговорам. Ние во последните 4 или 5 години на високото образование не можеме многу да смениме. Да, можеме да дадеме специализирано знаење, но тоа колку ќе бидат самите подготвени да учат и да продолжат да учат, тоа е доцна да го менуваме. Според мое мислење излегува кадар кој што е подготвен за во голема мерка за пазарот, и вако е тоа фокусот за пазарот на трудот. Има дел од работите кои што секако се стекнуваат како вештини низ работниот процес. Високообразовните установи не се и не може да бидат тренинг центри. Сепак малку е повисоко значењето на високото образование. Меѓутоа генерално ќе кажам дека има разлика во тоа како било пред 10 години или пред 15 или пред 20 години, но има разлика и какви биле петките во основно и во средно тогаш и пред 20 години тогаш и денеска. Ние повторно забораваме дека високото образование е последниот чекор во образованието. Задолжителното основно и средно образование, во него нашите студенти претходно поминале веќе 13 години. Кај нас се 3, 4 или 5 години. Вие за 3, 4 или 5 години само се даде формата. Така? Во определена струка го давате стручното знаење. А темелот е веќе поставен. Ние не можеме, тоа не можеме за жал тука многу да влијаеме. Дали треба да бидат
променети условите во основното и во средното образование, секако треба да бидат променети. Заради тоа велам дека високото образование е само еден сегмент од севкупниот образовен процес во кој што ние треба да решиме каде сме, каде сакаме да отидеме и колку пари сме подготвени за кој временски период да издвоиме за тоа. Конечно, што ни е приоритет. Професорке, мило ми беше што го имавме овој разговор и ќе се надоврземе во следниот мој разговор, бидејќи следните гостинки со кои што ќе разговарам се младите и предприемништвото, социјална економија. Многу убаво ќе се надоврземе на ова што го зборувавте вие и ви посакувам многу успех во работата и да имате убав закон кој што ќе биде донесен за вашето функционирање. Благодарам уште еднаш. Почитувани, ќе направиме тука една кратка пауза и почнуваме со вториот дел.